Неказнивоста на корупцијата и неспособноста на обвинителството се системски проблем за кој треба итно да се најде решение, коментираат дел од поранешните антикорупционери, откако ОЛАФ нотираше злоупотреба на пари од европски фондови во земјава. Поранешниот антикорупционер Воислав Зафировски не е изненаден што Европската служба против измами отворила 18 истраги за измами во Македонија, бидејќи како што вели, кај нас системот раѓа корупција. Не бев изненаден, бидејќи корупцијата во Македонија ја продуцира системот кој ги остава неказнети оние што злоупотребиле некои од европските фондови. Со еден збор ќе повторам, корупцијата и неказнивоста за неа во Македонија се системски проблем. За неказнивоста на корупцијата сведочи судскиот процес против поранешната директорка на Националната агенција за европски образовни програми Лидија Димова, кој по 3 години е на самиот почеток. Таа е обвината за злоупотреба на 320.000 евра. Ова, како што вели Зафировски, е само еден пример за неказнивоста на корупцијата во Македонија. Јавното обвинителство чекаше повеќе од една година, размислуваше дали воопшто да покрени обвинителен акт или не, и покрај тоа што располагаше со цврсти докази за злоупотребите кои беа направени. Евроамбасадорот Дейвид Гир порача дека ако истрагите на ОЛАФ резултираат со сомнеж за криминални активности, ќе бидат проследени до јавното обвинителство и во тој случај очекува да бидат преземени навремени активности. Предупреди дека сите активности Брисел ќе ги следи одблиску. Канцеларијата за измами отворила 36 истраги за земјите од Западен Балкан во последниве 5 години. Од нив 18 се за Македонија. Од започнатите истраги, ОЛАФ веќе доставила 7 препораки до европските институции и македонските власти. Европската заедница очекува надлежните во Македонија да извршат проверки за евентуални злоупотреби на пари од касата на Европската унија.